Телефонот го проверуваш 100 пати дневно, а колку навистина разговараш со некого. Задбучавата на нотификациите, молкот не убива. Осаменоста не е само чувство, таа е јавно-здравствена вонредна состојба. Според СЗО, хроничната социјална изолација е поврзана со речиси 871.000 смртни случаи годишно, или околу 100 на секој час. Поопасна е од дебелината и штетна колку и пушење 15 цигари дневно. Живееме во најповрзаниот период во историјата на човештвото. Па, зошто сме осамени како никогаш досега? Секој шести човек во светот се соочува со социјална изолација. Најпогодени се младите, постарите лица и маргинализираните заедници, особено оние во сиромашни средини без социјална инфраструктура. Осаменоста го зголемува ризикот од мозочен удар за 32%, од срцеви заболувања за 29% и од деменција за дури 50%. И покрај глобалните предупредувања, повеќето влади немаат направено значителни промени. СЗО во 2024 година усвои резолуција со повик на акција, но само малку земји спроведоа национални стратегии. Експертите велат дека се работи за политичка слепа точка, неуспех да се свати човечката поврзаност како клучна за здравието и развојот. Во некои поразвиени земји веќе постои официјална функција – министер за осаменост. Но дали е тоа доволно да се поправи тоа што политиката го занемаруваше со децении? Некои земји тестираат така наречен социјален рецепт, каде што лекарите препорачуваат танц, прошетки или дружење, наместо само терапија со лекови. Други ги редизајнираат градовите за да поттикнат случајни човечки интеракции. Но решенијата се мали, а епидемијата е огромна. Од СЗО предупредуваат: безитна политичка волја ќе продолжиме да губиме животи во криза што се уште не ја гледаме целосно. Осаменоста не е само личен проблем, тоа е структурен проблем што може да се спречи ако почнеме да ја третираме социјалната поврзаност како она што навистина е – средство што спасува животи.